Општинскиот штаб за заштита и спасување во Прилеп започна со подготвителни мерки и состаноци за тоа кои акции би се преземале доколку виднина се појават пожари на територијата на општината. Строго е забрането и ригорозно ќе се казнува палење на стрништа, диви депонии или друг материјал на отворено. Казните се движат и по неколку илјади евра. Критичните точки се тоа што имаме многу бујња и висока вегетација, многу високи температури и многу ниска релативна влажност на воздухот, кој што представува потенцијал, првиот показател за појава на пожари на отворен простор. Забрането е палење на стрништа, треви и меѓи во ловиште. И кај нас цело поле, да речем Пелагонијата, е ловиште на прелетен дивеч. И при употребата на комбајните, комбајнерите мора да си ги опремат комбајните со потребната опрема за заштита и гасење на пожари. Исто така, апелираме до граѓаните да не одлагаат отпад на места на кои што не се наменети за тоа, односно да не се прават диви депонии кои што се потенцијални за да може да се развие пожар на тие места. Ќе се казнува шетањето во шума без дозвола од 1 јули до 31 август. Секој оној кој сака да го прави ова, мора да извади специјална дозвола од подружницата Црнбор на Македонски шуми. Сите оние кои во овој двомесечен период работат во близина на шума или во самата шума, мора да имаат одобрение за движење во шума кое го издава Македонски шуми. Тука мора да се напомене луѓето кои вадат дозвола за собирање на други шумски производи. Таа е друга дозвола која важи во текот на целата година, меѓутоа во овој период и тие луѓе кои имаат дозвола за собирање на други шумски производи должни се да дојдат и да се извадат дозвола за движење, одобрение за движење во шума. Ова мора да го напоменам, овие барања треба да поднесат и фирми од аспект на рударство, туристички агенции, туроператори кои своите тури ги предлагаат за одење по разноразни манастири или излетнички места на околината на општина Прилеп. Сите оние кои го имаат ова одобрение ќе мора да се вклучат и во превентива, бидејќи мора да известат ако има пожар на одредено место, мора да се јават бидејќи тие се првосомничени ако се таму затекнат кај пожарот. Од ТПП Прилеп повикуваат да се преземат превентивни мерки, особено за заштита кај планинските манастири. А од општината веќе подготувале екипа која што во секој момент ќе биде подготвена да излезе на терен како помош на пожарникарите. Од поглед на превентива, најчесто манастирските комплекси што се во планините и во атарот на некои села, исто така превентивно да се исчистат од трева, да се направат заштитни појаси. Врзани сме по законот за заштита и спасување да имаме универзална екипа која што е составена во моментов од 52 лица. Дел од нив, поголемиот дел од нив се обучени и еден дел кој што не се обучени треба да поминат еднодневна обука која што ќе ги направи компетентни за да учествуваат во гасење во иднина на пожари. Се вклучува таа екипа онаму каде што ќе се појави посериозен зафат, односно поголем пожар, ако веќе човечките ресурси на територијалната противпожарна единица се недоволни. Со дел од македонската дијаспора, општината веќе разговарала за донација на опрема за гасење на пожари на отворено во Прилеп, која што би можела за многу брзо истата да биде реализирана.